Моја соговорничка во Мирисот на книгата овој пат е мој доживотен ментор и книжевен гуру. Стара скопјанка по лик и душа, студент на колосот Блаже Коневски и ученичка која целиот живот ќе памети својата професорка во средно образование, виновна за незината љубов кон македонскиот јазик и пишаниот збор, кои резултираат со незини 8 авторски дела. Денес ќе зборуваме за незиниот последен роман Два ѕида. Добре дојдете за професорка Костадинка Бошковиќ. Благодарам на поканата. Тоа средното презиме некако не ми оди да го кажам, не сум навикната. Стојковска, моја драга колешка, не можам да ти персирам бидејќи сме многу блиски. Не ни очекувам. Меѓутоа почета е огромна. Не ни очекувам. Прво сакам да проговориме за овој роман кој буквално фасцинира со секоја страница, како да го предвиде ова едно нехумано време на никнати ѕидови по Скопје кој буквално заличи на една нова метропола, меѓутоа го изгуби стариот здив душата на старото Скопје, на твоето мало каде што си растана. Како дојде до ова да напишеш оваа книга? Твојата мотивација? Детството е секогаш инспирација. Тоа моje мало, ново мало и маџер мало, двете еднакви мала, во кој живее, во кој растев, се секогаш мотивација, секогаш инспирација да се пишува. Да се нурнеме во тоа време, во тоа мирно и спокојно време. Во тоа некогашно наше Скопје, кое, за жал, веќе скоро и да не постои. Може би романот требаше да се вика Ѕидови, но тргнав од податокот дека Ташко Ѓорѓиевски е автор на романот Зидови. За да се разликува, мојот роман го именував како Два зи. Кои се тие два зи? Постојат тие два зи. Таа бројка двојка се наметнува. И временски, вчера и денес. И просторно, горе, долу, напред, назад. Постојат тие два зи, ѕидови на молчење, ѕид на разделба, ѕид на враќање, ѕид на еден чекор напред кој никако да се искористи тој ѕид, ѕид на љубов, дзид на отуѓување, дзид на осаменост. Оно што најчесто во секојдневието, во модерно време и покрај толку многу гужва и луѓе, осамени сме. Таа е болеста на современиот свет. За жал, најмногу го почувствуваа староседелците на Старо Скопје. До земјотресот, тоа ново мало имаше една своја карактеристика, едно заедничко обележје, меѓусебно познавање, почитување, солидарност, емпатија. Поздравување. Меѓусебно познавање, една хиерархија. Иако во социјална смисла бевме скоро сите еднакви, но хиерархија во возраста се знаеше што е родител, се знаеше што е дете. Граница секако постоеше и оттука произлегува и таа почит која што ја имавме секогаш кон постарите. Да. Сега тоа Скопје веќе не е мое, не е наше, на старите скопјани. Може би некако до земјотресот и уште некоја година подоцна, додека не почна раселувањето по населбите, а мештаните останаа, старите скопјани останаа да ги чуваат своите гнезда, своите домови, своите корени, својот идентитет да го чуваат, не можејќи никако да фатат чекор со динамичниот развој на урбанизацијата околу нив, затоа што набргу почна изградбата на градски ѕид и другите згради. Тие
остана да боледуваат во своите домови, изрушени куќи, руинирано, малубројно, уште 5-6 куќи во мојата улица, Битолска, број 6. Дали си се вратила некогаш да ја видиш старата куќа? Намерно одбегнував, знаејќи што ме чека таму. Знаев дека таму постојат само неколку куќи, не знаев кој се уште живее, дали ќе има некој да ми рече добар ден, дали јас ќе имам некому да кажам Дали ќе добар најдеш ден, само на зид? да прегрнам или ќе најдем на зид. Точно, Тања. Со многу Ликовите... возбуда, се извинувам, со многу возбуда ја отворив надворешната врата, а влегов натре во она свое вчерашно, мое, наше детство. Имаше што да видам. Таа слика на руинирана куќа ја сликав. Овие телефони со својата меморија, со својата технологија овозможуваат да си ја доловиме сета сегашност, да ни останат во сеќавање, иако тоа боли. Многу боли. Ликовите ти се динамични и живи, излегуваат од страниците. Инспирација за еве Тетка Убавка и другите ликови. Дали од литературните дела, кога те чита човек личиш на моменти ме потсеќаш на Петра Андреевски, скршнуваш ке Бора Станковиќ во неговата живот, па имаш нешто и од Меша Селиновиќ во Идојните пораки. Значи, дали влијала литературата и твојата начитаност да се оформиш како еден писател со поприлично можност да ги оживува ликовите? Не. Никој не влијал. Влијаело времето. Влијаела нашата социјална состојба, економска, политичка. Едно централно јадро на Скопје го нема. Европските метрополи го чуваат се што е она старо. Не само во смисла на градежништво, но и од културен аспект. Се чува. Секој стар град во Европа го чува своето старо место, освен ние. Затоа велам дека инспирација ми беше времето. Зошто е тоа така? Зошто се луѓето безнадежни, без никој да им пружи рака? Комплетна дехуманизација од минатото Апсолутно сега. тоа беше поводот и тие ѕидови кои што растат околу нив, таа поклопеност од секоја страна, од секој можен аспект, тоа ме инспирираше да го овековечам ова зло и оваа болесна осаменост која во 21. век ни се наметнува во нашата земја. За жал. И го предвиде. Буквално го предвиде тоа што го пишуваш, сега не Јас го се видов, случува. јас го видов, а дали го предвидов, не знам. Јас бев сведок на тоа што се случува во Ново Мало, на жителите кои се неми сведоци, кои пружаат рака, а не наидуваат на разбирање. Ѕид напред и ѕид позади. Твојот патеводец из животот е твојата професорка од гимназија, веќе култно име за оние кои од таа генерација паметат. Да, многу Магдалена генерации Грубче. поминале. Грубче се уште жива? Да, Имаш на мое контакт со големо неа? задоволство, да, жива комуникација и Викаме. ден денес. Колку влијаеше врз твојата љубов кон македонскиот јазик, литературата, пишувањето? Ето еден професор Многу. од минатото. Како се Многу. почитуваше професор од минатото? Огромна почит, огромна благодарност до мојата професорка, која што пред себе имаше поставено високи цели. Имаше и Прво високи концепт критериуми. и принципи, од кои не отстапуваше. Прво кон себе, строгост, но и работа, работа и само работа. Ја запознав професорката далечната 65 година.
Колку години имаше тогаш таа? Млад професор? Секако. Млад. Секако значи, млад. Секако млад професор. Па, математиката ми е Од прилика. па некаде 35-6 годишна. Жена. Убав лик. Елегантен лик. Но она што остави впечаток, силен впечаток, уште при првата средба е морално чист лик. Благороден лик, кој што се наметнува, никогаш да не се заборави. Како Беатриче. Токму така. Браво за таа споредба. Како таа средба на Данте со Беатриче наликува на мојата средба со професорката. Драго ми е што ја споредуваме. Оти Данте сметал дека Беатриче ќе го води ни животот. Па те И мене ме водеше мојата професорка. Данте сметал дека Беатриче е символ на совршенство. Така. Јас го делам Морално истото. совршенство. Јас исто го делам мислењето за мојата професорка. Незаборавни беа нејзините часови. Едно поле на надпревар. На многу давање и многу барање. Многу пофалби, многу награди. Да продолжиме понатаму, кои не обврзува, да се одолжиме кон професорката. Јас се влюби во тие часови. Тоа мене ме потикна да соберам храброст, да пишувам. Излегуваат. Самата се извинувам, самата професорка излегуваше од рамките на еден учебник. Впрочем, тоа е и литературата, не може да е 2 и 2 како И да математиката. те ограничи на учебник. Излегуваше од учебникот, ни ја даваше сета широчина, сета длабочина на своето знаење, на својата душа, инспирација за секого, не само за мене. Многу генерации Многу минале генерации. низ Си, гимназијата Никола Карев. си имала секако- среќата. Значи, тоа е среќа да бидеш ученик во време И на големо Магалена богатство. Грубчи богатство и потоа уште Големо. една голема среќа да ти предава колосот скромен по своето однесување, а голем во тоа што ни го остави Блаже Коневски. Да, но факултетот е друго. Онаа широчина, онаа соработка што ја имав со професорката Магдалена Грубче, она укажување каде се греши, каде се напредува, на факултетот тоа не постои. Факултетот е образован, не е Апсолутно. воспитен процес. Апсолутно, Но таа пошто ќе го компонента паметиш Блаже Коневски? ја нема факултетот. По скромноста. Пред се по скромноста. Ќе го паметам великанот Блаже Коневски, кој ни предаваше граматика на современиот македонски јазик. Иако ние претходно го познававме и физички, и по неговото име, и по неговите дела, но беше многу тивок, многу скромен човек, кој што бараше сите граматички правила да ги вежбаме на табла, да ни укаже на грешките, да се пошегува со нас, да ги направи релаксирачки и поинвентивни своите предавања, наспроти другите професори кои што некако беа посувопарни. Јас и таму си ја барав мојата драга професорка Магдалена Грубче на факултетот, меѓутоа, за жал, Коневски бил динамичен како пределба, така и интересен. настојуваше човекот, тие негови предавања на табла да бидат вела малку пошеговити, свесен дека граматиката е наука. Има своји Екзактен правила. математички дел. Има своји правила од кои нема одстапување, нема ништо креативно додавање, наспроти литературата. Како еден одличен студент на Блаже Коневски, нели,
би сакал ова, ако сакаш да го прочиташ, за една порака коштана од нашето мало, со ова да ја завршиме нашиот подкаст Мирисот на книгата, да замирисаме малку на носталгија. Овој изведок е многу интересен како порака. Коштана од нашето време се разликува во многу нешта од Денешните современи. Коштана на Бора Станковиќ. Ова е паметник на младоста, вечен паметник на младоста. Во секого од нас живее Коштана или Митке. Каузално поврзани и во реалноста и во копнежот кон авторот, неразделно ги води ни сите премрежија, потенцирајќи ја потребата од земање и давање на љубов, како на дополнување на се она што ни го нуди и одзема животот. Во секое време, секоја Коштана емитува суптилни искри, шири опојност која разоружува и излудува до пијанство, а во трезноста прогонува до болка и изгубеност. Таа е актерот и наблюдувачот. Митке е само наблюдувач кој се восхитува, гори во пламенот на собствените години, кои признаваат само мерак и ништо повеќе. Тања, веќе и јас горам во огинот на своите години, ама останува меракот. Интелектуалната виталност продолжува, ми беше драго, исклучително драго што не беше гостин во подкастот Мирисот на книгата. Димитар Вахов, гимназијата, средното училиште, која не спои мене и мојата драга колешка, значи имаше среќа да има ваков професор по македонски јазик и литература и ние да имаме ваква гостинка во Мирисот на книгата која мирисаше на носталгија и на тазе печено лепче од Ново Мало. Ви благодарам многу на поканата. Чест ми беше и задоволство да гостувам.